однос на планираните проекти на општина Кривогаштани за реализација на Штркова населба, исто така да напоменам дека во последниот период имаме големо зголемување на штрковите седала во целата општина. Ни предстои момент кога за една недела до 10 дена истите тие ќе напуштат својата родна земја, бидејќи можам слободно така да ги наречам, доаѓаат тука за нивна репродукција и на 8, односно 9 август на празникот Свети Пантелеймон ќе напуштаат Република Македонија. Истиот проект за таа Штркова населба ќе го продолжиме во наредниот период, додека не оформиме комплетно по проект и план уна како би требало да изгледа. Имено, последниве неколку дена се работи интензивно на регионално образување, каде што Штрковата населба како еден од главните атрибути на општината Кривогаштани ќе влезе во главната програма на Планскиот пелагониски регион со пари од странски донации, односно пред се од УСАИД и германската ГИС. Почетната инвестиција спрема проектот што треба да го изработи Планскиот пелагониски регион само за општина Кривогаштани до Штрковата населба би бил над 100.000 американски долари. Околу Штрковата населба планирано е изградба на етно село, односно етно ресторан со посебен рибник, кој што ќе ги прикажи традициите на нашата општина со цел привлекување на голем број туристи како од Република Македонија, така и од странство. Воедно сакаме со овие неколку проекти од областа на авантуризмот, односно туристичкиот авантуризам и манастирските комплекси, да ги задржиме и транзитните туристи кои гравитираат према општината Крушево.